Децата на улица и понатаму остануваат нерешлив проблем за државата. Малите рачиња кои бараат 5 до 10 денари се почесто може да се видат на прилепските улици. Джејана Ерединовска признава дека мора да питачи за да го прехрани 7-членото семејство, но вели дека никогаш не ги изнесува децата на улица. Имам 5 дечина, социјално земаме 1800 денари. Ја одам питачам чаршија, со децата не ги вадам на просење. И сам Един Рамадановски пак има 4 дечиња. За да го прехрани семејството работел што ќе најде. Само едно од 4 деца одело на училиште, бирајќи за другите немал пари. Вели дека никогаш не ги пуштил децата да питаат, а за оние кои го прават тоа, ја обвинува државата. Родителите не се виновни. Државата е виновна. Кој родител денеска не му сака да му помогне за детето? Ако не ги вработат тие луѓе, од каде ќе имат могучност да скира на децата? И Ерединовски и Рамадановски беа дел од хуманитарната акција која што ја организираше невладината Рома СОС, која со средствата од осмомартовската забава на 40 дечиња им купи облека и хигиенски средства. И дел од овие 40 дечиња често пати исто така се на улица. Овие деца подхитно мора да се регистрираат од Центарот за социјални работи и на таков начин да добиваат дополнителна поддршка парична, да се вклучат во системот на образование, да го завршат своето образование, а со тоа да се квалификуваат на пазарот на трудот. Поради питачење, лани во Прилеп 7 деца биле одземени привремено од родителите и сместени во институции. Со нив биле превземени повеќе активности. Вклучување во образовниот процес, издавање на здравствени книжки, работа со родителите, успеавме истите деца да ги после одреден период, најмногу претпоставувам дека беше до 1 година, повторно беа вратени на родителите. Но и покрај овие мерки, според експертите, доколку нема поголеми системски општествени промени, за жал овие мали рачиња и понатаму ќе ги гледаме на улиците.